Нека е дадена функцијата y е еднакво на 1 плюс квадратен корен од x. Пода, да се определи за кои вредности на x, y е еднакво на 4. Ја имаме оваа функција тук. На местото од y заменуваме 4. Значи, на местото од y заменуваме 4. Имаме 4 е еднакво на 1 плюс квадратен корен од x. Со решавање на оваа равенка, ќе ги добиеме вредностите на x, за кои што y добива вредност 4. Ова може да се запише и како. Квадратен корен од x е еднакво на, едницата ја префрламе од другата страна, имаме 4 минус 1. Тоа е еквивалентно на квадратен корен од x е еднакво на 3. Во наредниот чекор квадрираме и го добиваме, ја добиваме следната еквивалентна равенка. Квадратен корен од x на квадрат, ајде, ќе го запишам и овој чекор, е еднакво на 3 на квадрат. Квадратен корен на квадрат, квадратен корен од x на квадрат е еднакво на x, односно останува само аргументот од кој што е под коренот, во случајов x, па имаме x е еднакво на 9. Одговорот на барањето под А е: за x е еднакво на 9, функцијата y прима вредност 4, односно функцијата y е еднаква на 4. Ова е решението од А. Продолжуваме со задачата, го решаваме барањето под Б. Да се определи за кои вредности на x, y е еднакво на 0. Аналогно како и во барањето и за барањето под А, на местото од y сега, на место 4 заменуваме 0. Имаме 0 е еднакво на 1 плюс квадратен корен од x. Ако ја префрлам единицата од оваа страна, а сакам изразот каде што ја имаме променливата, односно изразот каде што е x да ми е на лева страна, ова може да го запишам како квадратен корен од x е еднакво на минус 1. Прашањето кое се поставува во овој чекор е следното: дали оваа равенка тука има реални решенија? Односно, дали може квадратен корен од некој реален број да биде минус 1? Одговорот на ова прашање е не. Не постои реален број x, таков што квадратен корен од x ќе биде минус 1. Одговорот на барањето под Б е следниот: не постои x кое што припаѓа на множеството реални броеви, така што квадратен корен од x е еднаков на минус 1, а од таму следува не постои x кој што е реален број, таков што y е еднаков на 0. Со тоа, оваа задача е решена. Накратко за функцијата квадратен корен. Функцијата квадратен корен од x е ваква функција, односно низиниот график е ваков. За единица има вредност 1 и така натака. Тука, ако имаме 0, графикот на функцијата квадратен корен од x е даден тука. Дефиниционата област на функцијата квадратен корен од x е од 0 до плюс бесконечност, значи за x може да заменуваме вредности од 0 до плюс бесконечност, додека функцијата ги прима следните вредности. Тоа го гледаме на оваа оска. Од 0 до плюс бесконечност. Се враќаме на барањето под Б. Квадратен корен од x
секогаш дава позитивно бројче, па затоа никогаш квадратен корен од x не може да биде минус 1. Продолжуваме со барањата под v и g. Понатака под v има да се определи за кои вредности на x y е поголемо еднакво на 4. Треба да ги определиме сите вредности на x за кои што вредноста на функцијата е поголема или еднаква на 4. Треба да ја решиме следната неравнка. 1 плюс квадратен корен од x да биде поголемо или еднакво на 4. Значи, y е ова тука. Ова тука треба да биде поголемо или еднакво на 4. Продолжуваме со решавање на ова неравенство. Имаме квадратен корен од x е поголемо еднакво од 4 минус 1, односно квадратен корен од x е поголемо еднакво од 3. Во наредниот чекор квадрира. Па така, ова неравенство е еквивалентно на следното. Квадратен корен од x на квадрат е поголемо еднакво од 3 на квадрат. Понатака имаме x поголемо еднакво од 9. Значи, за вредности на x поголеми или еднакви на 9, функцијата прима поголеми или еднакви вредности на 4. Односно, y е поголемо еднакво на 4, за вредности на x поголеми или еднакви од 9. Ова тука може да се запише и како. За x припаѓа на интервалот од 9 до плюс бесконечност, значи за вредности на x од овај интервал, функцијата y е поголема или еднаква на 4. Со ова, барањето под v го реши. Продолжуваме со барањето под g. Да се најде минималната и максималната вредност на y доколку постојат, се разбира. Ајде да видиме. Која би била минималната вредност на y доколку таа постои? Да разгледаме функцијата. Y е еднакво на 1 плюс квадратен корен од x. Имаме 1 плюс квадратен корен од x. Квадратен корен од x видовме дека секогаш е број поголем или еднаков на 0. Па така, доколку собираме некој позитивен или еднаков број на 0 со 1, тогаш овој збир би бил најмал ако и само ако квадратен корен од x прима најмала вредност. Квадратен корен од x прима најмала вредност за x е еднакво на 0. Па така, оваа функција има минимум, односно има минимална вредност. И таа е еднаква на y е еднаква на 1. Значи, функцијата y има минимална вредност, која што е еднаква на 1, за x е еднакво на 0. Доколку за x земаме други вредности кои што може да ги земеме, односно доменот на оваа функција, секогаш ќе добиваме поголема вредност за y. Зошто? Веќе тука имаме збир на единицата кој што е позитивен број со уште еден позитивен број. Второто подбарање од барањето под g е да се определи максималната вредност на y доколку постои. Ако го погледнеме пак изразот, доколку за x земаме
поголеми и поголеми бројчина, вредностите на y ќе растат, односно ќе добиваме поголеми и поголеми вредности за y. Па така, x бидејќи може да се движи од 0 до плюс бесконечност, оваа функција нема максимална вредност. Ако земаме уште еднаш, ако земаме поголеми вредности за x, вредноста на y ќе се зголемува. Може да заклучиме дека оваа функција нема максимална вредност. Конечно, минималната вредност на функцијата y е 0, додека максимална вредност на функцијата y не постои. Со тоа, оваа задача е решена.